Госпоđо министерки, вие во вашиот мандат не го обечавте за ваков дом. Вие го обечавте за градинка. Ние од Именик сме многу згрижени, што еве 6 до 7 пати јас воа дете го запишувам у неготино во градинката, не го примат. А имам примање од 200 евра. Дали јас да останам од работа да го чувам детето или да го носам у градинка, а не го примат. И моето дете туку учи. Каква еднина онче гледа и што ќе научи од тоа нештото. Сега туку учи, на прво оделение. И тоа нема се случи по никоја цена. Прашањата ви се одлични. Веројатно и јас би си ги поставувала ако не би знаела дека овој процес не е нов. Така, не е ништо што јас денеска го измислив или пред 2 недели. Ова постои веќе 11 месеци, од првото моје интервју може да го прочитате и до денеска постојано го зборувам и го правам истото. Сите објекти кои што министерката ги посочува како можни мали групни домови се во собственост во овој момент на Министерството за труд. Веднаш да излезат екипи од општината, архитекти и проектанти кои што ќе може да посочат дали може да се направи дооградба или реконструкција на дел од школото и да добиете многу брзо градинка. А зашто е спорно да овие деца кои што се здрави бидат со оние деца кои што имаат атипичен развој? Зашто е проблем тоа? Проблем е личен. И вие наши деца здрави, утре ќе станат нездрави. Како ќе станат? Само една секунда. Дај зошто биде проблем. Затоа што тие се сите мали деца од забавиште до 4-то дерење. Што разбирате? А тоа дете не разбира утре дали ќе му се посмее, дали ќе му фрле со камен, дали што. Како ќе реагира тоа дете од таму? Не треба ти да ме викаш. Што треба после да правиме? Дали ти ќе дојдеш моето внуче да го спасуваш или треба да одам ја во да го тепам? А не смеам да го тепам, тоа го казнил Господ. Не треба ти да ме ходиш. Не, ние сме паднати озгоре, не сме виделе ништо. 100 години е тие објект. Јас да посетите Демиркапија денес и да видите на што мириса Демиркапија, како изгледа Демиркапија. Епа и тука ќе мириса, моритетко. Ама не можат нашите деца да разберат што е таа болест. Зошто? Да, не е болест. Во состојбата што може за цел живот да даде на секој едно дете. Ние немаме ништо против тие деца. Ама дали утре нашите деца кога се сретнат со таков случај, кога ќе бидат нападнати или ќе ги нападнат, кој ќе дојде? А мислите дека нема да има, дека тие се... Мислите дека нема да... Моето дете, слободно, јас имам дете од 5 години. Локацијата не го пушта да се дружи со сите различни од него. Каде што се сигурни. Нашите деца се сигурни тука во нашето село, на сред село. Значи, кај што е баш локацијата. Тука се сите деца сигурни. Си седат сами, без родители, без ништо. Бабите дома ги чуват, немаме градинка. Значи ги пуштаме сами децата да си играт на сред село. И нема потреба некој да оде со нив. А сега че има потреба, значи некој да се врзува. Што треба ние сега да учиме од вас, како треба да правиме? Живеат. Јас знам како живеат по улиците. Питачат за шишиња за 10 денара. Така функционира порака. А затворени веќе не затворени. Не, нема да бидат затворени во просторијата. Они се на подвижни кога излегуваат надвор, се движат со порички, со помош на неговател.